Благодарам. Ме инспирираше многу изразот на колегата Васко Ковачевски за Законот за минимална плата. Вика, ние сме лево ориентирана социјална партија. Во таа лево ориентирана партија имаме вице-премиер кој што е богат ни помалку ни повеќе 28 милиони евра. На Запад таквите ги нарекуваат капиталистички ориентирани политичари. Во таа лево ориентирана партија имаме премиер, господинот Заев, кој што на едно интервју пред година или две кажа дека не е сигурен дали неговото богатство е 6 или 7 милиони евра, не беше сигурен за 1 милион евра, денес е можеби поголемо. Во таа лево ориентирана влада која што денес тврди дека се залага за минимални плати, за средна класа, за работници и за други, го имаме господинот министер Рамис Мерко, чиј што имот само да се собере во Струга и во Драч вреди повеќе од 1 милион евра. Во таа лево ориентирана влада, каде што и господјата Радмила Шеќеринска и незиниот сопруг, ако се земемо предвид бизнисот, мислам дека не е ништо покуса од другите министри. Имате збор или реплика на оние? Имам збор за Законот за минимална плата. И што е хипокризијата во овој Закон за минимална плата? Овој Закон за минимална плата го предлага и ќе го гласа пратеникот Бочварски Благој, кој што милиарно се сопственици на Пелагонија Штип, градежна фирма во која што работат многу работници и добар дел од нив не земаат ниту далеку од она што се предлага како минимална плата. Земаат по 8.000 денари, по 9.000 денари, а мора да бидат на скелиња, да работат и да го заработуваат тоа со повеќе од 8 часа работни дневно. За овој Закон за минимална плата ќе гласа пратеникот Бочварски Благој, чиј што татко е вработен во општината како градежен инспектор во Штип, е собственик на фирмата Пелагонија Штип, но не е управител. Исто како господинот Кочо Анѓушев. Нели, собствениците се дискриминирани во однос на управителите. Го зема профитот, но нема врска со тендерите кои што секој ден ги добива. И затоа хипокризијата на СДСМ е да каже дека се социјална партија, работничка партија, дека внимаваат на правата на работниците, а на своите вработени, господинот Бочварски во Штип и господинот Заев во Струмица, не им даваат ни 8, 9 или 10.000 денари плата за повеќе работно време од 8 часа дневно. Затоа сметам дека овој закон е една измама. Инаку би требало господинот Анѓушев, господинот Заев и господинот Бочварски да бидат пример што значело тоа ниска плата и почитување на работничките права. Во фирмите на господинот Заев, и самиот кажа пред некој ден на телевизија, прашањето беше дали има синдикално организирање во вашите фирми, собственост ваша, на братот, на стрикото, на вујкото или на кој да е од семејството Заеви. Тој вика, не знам, не сум сигурен дали има синдикално организирање во нашите фирми. Ако вие верувате во социјалдемократијата како идеологија, прво ви е на приоритетна листа синдикатот, работничките права и се друго што оди со тоа. Овде гледаме капиталисти кои што изиграваат преку ден работници, ноќе се собственици, а секогаш кога ќе се добие тендер, не се управители, некој друг го добил тендерот од државата. Втора работа по однос на минималната плата и предлог законот. Имаме неприсуство на Министерката за труд и социјала. Јас знам дека не е задолжително, но доколку се имаше цврсти аргументи и бројки, Министерката ќе беше тука прва, а ние нема да можевме да дојдеме на ред одговори од пратениците од СДСМ. Но зошто не е тука ниту Министерката за труд и социјала, ниту Министерот за финансии? Затоа што Министерот за финансии тврди, овде во собранието пред некое време, дека со минималната плата корист ќе добијат од прилика 80.000 вработени во приватниот сектор. Да оставиме настрана дискриминацијата што се однесува на оние вработени во јавниот сектор. Потоа, Управата за јавни приходи
дава податоци и Министерството за финансии ги објавува на веб страна дека станува збор за 47.000 вработени кои што би биле корисници на оваа времена поддршка по однос на минимална плата. За да на крајот излезе Министерството за труд и социјална политика и вика за минимална плата користи имаат 130.000 вработени во приватниот сектор. Сега, кој лаже, а кој е во право? И овде се работи за разминување со десетици илјади во бројките. Ако Министерството за финансии речеше 47.000, а Министерството за труд и социјала каже 50.000 вработени, ќе кажеме дека можно е да има некоја статистичка грешка или динамика во броењето на вработените во приватниот сектор. Но овде Управата за јавни приходи и Министерството за финансии тврди дека станува збор за 47.000 вработени кои што би користеле времена поддршка за минимална плата, додека министерката Мила Царовска тврди дека 130.000 вработени ќе добијат поддршка за минимална плата. Или не се усогласени меѓу себе, или се лажат меѓу себе, или не веруваат на податоците кои што ги представуваат. И не може така несериозно да се однесуваат кон буџетот и кон граѓаните, бидејќи има фискални импликации. Ако се 130.000 вработени, имаме една сума. Ако се 47.000 вработени, станува збор за сосема друга сума. И затоа, почитувани пратеници од СДСМ, она што е важно во економијата и кај платите, просечни или минимални, и тоа што треба да се научи како лекција, е дека просечните плати и минималните плати не се штелуваат и не се регулираат со закон. Законот може да даде поддршка на реалната состојба во економијата. Ако реалната состојба во економијата се подобрува, ако економијата расте, ако има потреба за повеќе програмери, ако има потреба за повеќе водоинсталатери, ако има потреба за повеќе занаетчии, тогаш потребата го креира и ставот на работодавецот и ја зголемува минималната плата. Ако има зголемување на невработеност, како сакаме ние да утврдиме со закон, минималната плата ќе паѓа, бидејќи кога еден работодавач има избор на пазарот на трудот од 10 невработени, тој може да поигрува со нив и тој го диктира темпото на платата. Ако еден работодавач има избор од еден или двајца или тројца стручњаци кои што се вработени и сака да ги превземе, мора да им понуди поголема плата за да дојдат во неговата фирма. И затоа сакам да споменам дека со закон не може да се регулира економијата. Таа се регулира со политики, со капитални инвестиции, со план и со програма. Ако се регулираше со закон, тогаш ќе испаднеше според тврдењето на министерот за финансии Тевдовски дека ние годинаваќе имаме пораст од 2,2% на бруто домашниот производ. Ние сега гледаме дека Македонија влегува во рецесија и имаме пад од минус 1,8% најдолни во Европа. Косово има пораст, Србија има пораст, Словенија има пораст, Унгарија, Германија, Грција има пораст која што се беше пред банкрот, Македонија има рецесија од минус 1,8%. И тоа покажува дека законите, програмите и изјавите не ја диктираат економијата. Другата работа што сакам да споменам. Имаме дискриминација со овој закон на вработените во јавниот сектор. Значи, ние имаме вработени во јавниот сектор, во градинки, во предпријатија, во кои да се други некои форми на организирање на државата, каде што имаат и тие пониски примања од 8, 9 или 10.000 денари. Но се гледа дека со овој закон тука не се предлага подобрување на нивниот статус ниту за 1.000 денари, ниту за 2.000 денари, ниту за 3.000 денари. Значи се работи за закон кој во својата суштина има дискриминирачки однос и разликува приватни фирми од државни или јавни предпријатија. И на крајот, ги имаме сите податоци во институциите. Имавме доволно време додека овој закон го спремаше и владата и додека го расправаа пратениците во комисиите. Да излеземе со податоци кои фирми и со колкав број на вработени имаат помалку од 12.000 како минимална плата. Но зошто не се објавува тој податок од УЈП или од другите институции?
Не се објавува тој податок затоа што тие фирми во најголем дел се во собственост на луѓе блиски до Социјалдемократскиот сојуз или на нивни членови или на нивни кандидати за одредени функции. Затоа се крие тој податок, а оваа дебата и дискусија би била многу поаргументирана ако се излезе и се каже во Штип има толку фирми, во Струмица има толку, во Скопје, во Куманово, во Велес, во Кичево, во Охрид, во Битола, во Прилеп, тие се собствениците, минимална плата помало 12.000 денари, земаат толкав и толкав број на вработени лица. И на крајот тоа што сакам да го споменам е по однос на рецесијата што сега во моментов ни се случува. Почитувани колеги од Социјалдемократскиот сојуз, тоа што вие на почетокот се затрчавте и секој проект капитален започнат од страна на владата на ВМРО ДПМН, гледавте да го сопрете, сега штетно се одразува на македонската економија. Ако тие проекти, само тие проекти да продолжеа да функционираат, автопатите, други капитални објекти, во градежништвото, да немавме пат како што имаме сега, вие дури и без вашите проекти или со оваа безидејност која што ја демонстрирате, ќе успеевте во овој период од половина година пред нас да останете во некој плюс, без разлика дали ќе беше тоа пораст од плюс 1% или пораст од 0,5%. Но со стопирањето на капиталните проекти и со немањето визија како да се отпочнат или понудат други проекти, вие ја туркате Македонија во рецесија. Што значи рецесија? Рецесијата во една држава значи зголемување на бројот на невработеност. Рецесија во една држава значи опаѓање на просечната плата. Тоа е закономерно, без разлика дали се случува во Бугарија, во Грција, во Македонија, во Словенија или во Италија. Рецесијата носи тоа. Рецесијата може нас да не донесе до таму да мораме да имаме, да правиме стендбај аранжмани со Меѓународен монетарен фонд. Стендбај аранжман за една економија се како да носи железни опинци. Тоа значи дека немате автономија во одлучувањето и проектирањето на вашите политики, туку друг ви налага колку да имате вработени, колку да отпуштите. Дали да се зголемат пензии, дали да не се зголемат. Дали да има субвенции, дали да нема субвенции, до која мерка. И затоа гледаме дека се подготвува и теренот, и изјавите на господинот Заев во делот на субвенциите ги сваќам токму на тој начин. Се подготвува теренот за кратење и на субвенциите. И сега што се предлага? Ќе има субвенции, но нема да се даваат субвенции за оние кои што следната година нема да произведат и да продадат за 10% повеќе од она што го произвели и продале оваа година. Еве да кажеме дека во Кичевскиот крај познавам луѓе кои што користеа субвенции за пчеларство и за мед. Годината е неповолна. Следната година нема да имаат ниту повеќе 10% производство на мед, ниту повеќе продажба. Зошто тие луѓе да не земат субвенции? Некој можеби ќе има помало производство на тутун, на пиперки, на грозје, на што и да е, или ќе има производство, нема да има пласман, не зависи само од него. Јаболкарите во Ресен некогаш имаат подобар пласман, некогаш имаат полош пласман, затоа што и Турција, и Полска, и други земји се многу големи производители. И сега ако нема добар пласман, значи дека на тој земјоделец ќе му се скрати субвенцијата. Затоа се гледа дека владата после известно време сватила дека овие политики водат во рецесија. Бројките тоа го покажуваат. Сега се спрема теренот како таа рецесија да се оправда во кратењето на субвенции и на други проекти за идната година. И уште еднаш ќе ви повторам. Зголемување на вработеност, отварање на нови работни места, носење на странски инвестиции. Тоа се мерките кои што зголемуваат и минимална и просечна плата. Секоја друга мерка може да биде предизборно симпатична, но истата не е одржлива. Благодарам многу.